Пакетот кој го добивте со новиот дигитален ресивер содржи дигитален ресивер Kaon 4161, далечински управувач и 2 батерии, HDMI кабел, LAN кабел, струен адаптер. Едниот крај од LAN кабелот приклучете го во модемот во портата број 4, додека другиот крај во LAN портата од ресиверот. Доколку користите кабелски интернет, влезниот кабел од кабелската мрежа навртете го на портот Cable In. Едниот крај од HDMI кабелот приклучете го во телевизорот, додека другиот крај во ресиверот. Влезниот кабел од струјниот адаптер приклучете го во влезниот струен порт на ресиверот, додека струјниот адаптер приклучете го во штекер. На далечинскиот управувач од вашиот телевизор побарајте го копчето на кое најчесто пишува Source, Input или иконата како што е прикажано на екранот. Притиснете го копчето и побарајте го HDMI влезот со кој е поврзан ресиверот и телевизорот, како на пример HDMI 1. Изгледот на менито кај различни ТВ уреди е различен. Доколку е се поврзано како што прикажавме, ќе можете да гледате телевизиска програма на вашиот телевизор. Првото вклучување на уредот може да потрае подолго време поради ажурирање на софтверот, автоматско подесување и слично. Почекајте сите процеси да поминат се додека не се појави пораката "Добре дојдовте". Притиснете го копчето "Продолжи". На следниот екран одберете го јазикот на кој сакате пораките од менито да ви бидат испишани. На следниот екран притиснете го копчето "Започни со скенирање". Системот ќе почне да ги скенира сите канали и тоа може да потрае неколку минути. По завршувањето на скенирањето, системот ќе го прикаже вкупниот број најдени ТВ канали. Притиснете го копчето "Продолжи". На крајот ќе се појави екран со името на уредот. Доколку сакате да го промените името на уредот, притиснете го копчето "Преименувај". Во спротивно, притиснете го копчето "Продолжи". Ќе се појави почетниот екран на ресиверот. За да можете да гледате на цел екран, на далечинскиот управувач притиснете го копчето "ОК". Во текот на користењето на ресиверот може да се појават некои потешкотии кои ќе можете сами да ги отстраните. Доколку на екранот се појави порака, се појави грешка со серверот, мрежата, проверете дали уредот е приклучен на модемот преку портата LAN 4. Во случај да не е, преместете го мрежниот кабел во портата LAN 4. Доколку на екранот се појави порака, HDMI, HDCP проблем или пак син екран, извадете го HDMI кабелот од ресиверот и повторно поврзете го. Доколку потешкотиите не бидат отстранети, направете рестартирање на уредот со исклучување и повторно вклучување на адаптерот од уредот. Доколку и после тоа потешкотиите не се надминати, јавете се во контакт центарот на А1 на 077 1234. Ви благодариме на вниманието.